Ваша екселенциjo, господине Ерик Мејер, вршител на работите во амбасадата на Соединените Американски држави, почитуван господине Кајрл Решам, политичко аташе за ИЦИТАП програмата, при одделот за правда на САД, почитувани колеги, ценети представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува особена чест денеска овде од Петровец во просториите на мобилната единица за безбедност на патниот сообраќај, како и многу пати претходно во различни прилики имам можност да ве информирам за заокружување на проектот мобилен систем за снимање со камери поставени на полициските службеници кои што вршат и регулираат сообраќај. Уште една многу важна и вредна донација од 1.061.000 долари, проект на ИЦИТА програмата, одделот за правда на владата на нашите пријатели Соединените Американски држави, наменета за единиците за сообраќај и одделот за гранични работи. Примената на овој систем започна во 2016 година, токму овде во мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата во Петровец, каде првично беа набавени 17 камери од страна на ИЦИТАП, како пилот проект, пошто продолживме во континуитет со опремување на единиците за сообраќај во сите останати сектори за внатрешни работи ширум земјава. Мобилниот систем за снимање значи целосно опремување со вкупно 593 камери на сите сектори за внатрешни работи, односно на единиците за безбедност на сообраќајот и одделот за гранични работи, фундиран врз исто така веќе воспоставена информационо-софтверска инфраструктура за нивно непречено и квалитетно работење преку бројни обуки и стручни едукации на полициските службеници кои што ќе ги користат овие камери. Горд сум што во еден релативно краток временски интервал зад нас успеавме во Министерството за внатрешни работи динамично и ефикасно да реализираме многу реформски проекти и задачи, синхронизирани со реалните потреби на полицијата, на сите организациони единици, а со една цел значително зголемување како на материјално-техничките, така и на професионалните капацитети за работа на Министерството и негово хармонизирање и стандардизирање со постоечките евроатлански критериуми за полициско работење и функционирање. Станува збор за проект што има суштинско место во стратешкиот план на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи, во делот на сообраќајот, односно сообраќајните работи, чија што имплементација е подкрепена и нормативно преку Законот за полиција и оперативно преку веќе постоечките стандардно оперативни процедури за работење што со себе носи бенефит што многу значи за нас како полиција и за граѓаните воопшто како учесници во сообраќајот. Впрочем, со мобилниот систем за снимање на само што ќе се добие квалитет во документирање на прекршоците, туку истовремено и се подига квалитетот и интегритетот на полициското постапување, на неговата професионалност и пред се на транспарентноста и неселективноста. Отаму сосема се реални нашите очекувања за натамошно поефикасно справување со сите предизвици од областа на безбедноста во сообраќајот, дотолку повеќе што сме силно решени да истраеме во ново наметнатите динамични модели на работа со засилени и сеофатни сообраќајни контроли и проверка на патиштата низ земјава, независно дали се работи за урбани или рурални средини. Дозволете ми во оваа прилика, уште еднаш во свое име, во име на Министерството за внатрешни работи, да им се благодарам на нашите докажани пријатели, владата на Соединените Американски држави, на амбасадорот, на заменикот амбасадор на САД во Република Северна Македонија, на нивните тимови во амбасада, за нивно конзистентно
и цврсто партнерство во реформирањето и развојот на македонската полиција како еден од клучните сегменти во унапредувањето на националната, но и на регионалната и глобалната безбедност. Ви благодарам.